рекламите се враќаме во вестите на Ирис телевизија. Прва хуманитарна помош за семејството Демирови, чие што куќа до темел изгоре во пожар. Црвен крст денеска на 7-членото семејство што остана без кров над глава донираше кебиња и пакети со храна и средства. Пристигна првата хуманитарна помош за семејството Демирови од Штип, чија што куќа до темел изгоре во пожар. Денеска Црвениот крст донираше кебиња, облека и пакети со храна и средства на 7-членото семејство што остана без кров над глава. Семејството благодарни за помошта. Фала многу на Црвениот крст. Многу фала што дојдеа, што не постија. Значи, фала ако има некој хуман, повеќе ако може да се помогне. Значи, дојдеме до ептен за на никаде. Сега имате кебиња, пакети со храна, нешто ќе приготвите за малиот јунеј? Шо е? Шо е јадете ли храните? нешто овие денови? Да. Имате за јадење? Има, фала Богу, на пријателите, те што ни доваѓаат, донесуват. Ќе бидам благодарна на сите што ќе помогнат. Семејството на Демирови, од кој најстариот член има 74 години, а најмладиот Ѓунеј само година и пол, може да биде згрижено. Само тие треба да одлучат дали сакаат да заминат од импровизираната шупа, каде сега немаат никакви услови за живот. Да, денес општинската организација на Црвен крст Штип донираше помош во храна, хигиенски средства, кебиња и облека за семејството Демирови. Од направениот разговор со семејството, ние остануваме и понатаму на терен и доколку има потреба семејството од понатамошно згрижување на друго место, им понудивме и тоа да го направиме. Кога нашата екипа пристигна заедно со Црвениот крст во посета на Демирови, малиот Ѓунеј спиеше на душек покриен со кебе. Неговиот дедо кој вчера побара помош отишол да бара работа за да може да изгради нов дом за семејството. Демирови денеска ги посетија и роднини и пријатели, од кои поголем дел се ѕидари. Зад камерата велат, доколку имаат материјал ќе помогнат во изградбата на нов дом. Од Центарот за социјални работи во Штип велат дека на семејството Демирови ќе им биде исплатена еднократна парична помош. Намален бројот на заболени од грип во текот на минатата недела. Матичните лекари регистрирале 239 случаи на заболени од сезонскиот грип. Сепак, епидемиолозите забележуваат дека ова е само мало затишје пред бура. Со почетокот на второто полугодие се очекува бројката да расте. Апелираат училиштата и градинките да преземаат мерки за да не се шири грипот. Во Штип вкупно регистрирани се 1430 случаи на заболени од грип. Во рок од 3 недели, кога почнаа матичните лекари да ги пријавуваат пациентите заболени од сезонскиот грип. Директорот на Центарот за јавно здравје Вели Грков вели дека најголем број на заболени имаат регистрирано во последната недела од старата и првата недела од новата година, додека за минатата недела бројот на заболени е за половина намален. Втората недела од новата година имаме намалување за половина во однос на првата, односно 239 случаи со 590 во првата недела од новата година. Портпаролот на Штипската клиничка болница Марина Шуманска информира дека на инфективното и на детското оделение намален е и бројот на хоспитализирани пациенти заболени од грип. На инфективно оделение бројот изнесува 13 пациенти, од кои хронични заболени од диабет, срцеви болни, бронхопнеумонија, додека на детското оделение бројот е намален со оглед на промената на временските услови и зимскиот распуст на децата и намалениот контакт на болни со здрави деца, така да моментално на оделението има 2 до 3 заболени деца од грип. Сепак според епидемиолозите, ова е мало затишје пред бура. Очекуваат бројот на заболени лица од грип повторно да расте со завршувањето на зимскиот распуст за учениците. Директорот на Центарот за јавно здравје Грков апелира со почетокот на второто полугодие на учебната година децата кои се болни од грип да седат дома и да не одат на училиште или во градинка со цел да се спречи ширењето на сезонскиот грип. Во училиштата често меѓу секој одмор да се проветруваат просториите, да се одржува хигиената на рацете на децата, да се дезинфицираат просториите, ходниците и кваките на вратите. Во сите основни средни училишта и градинки направена е воредна дератизација и дезинсекција,
пред почетокот на второто полугодие, кое почнува на 23 јануари. Во Штипската клиничка болница нормализирана е работата во операционите сали. Директорот на клиничката болница во Штип, Александар Стојановски, вели дека од денеска се вршат сите операции во салите. Вонредната мерка за да не се оперираат пациентите кои не се итни беше донесена викендов поради намалениот притисок на вода, а кој денеска е нормализиран. Општина Македонска Каменица и оваа година ќе обезбеди бесплатна настава по англиски и физичко за децата во градинка. Студот деновиве си го направи своето, замрзнувајќи ги водоводните инсталации. Се санира дефектите, па се очекува да се нормализира водоснабдувањето во сите делови во градот. Деновиве екипите на водовод и канализација од јавното предпријатие ИСР со полни раце работа се интервенира на поправки кај дефекти на водоводните инсталации. Поради дефекти од замрзнување на повеќе места има испукани цевки, вентили, екипи на водовод и канализација од јавното предпријатие ИСР работат на терен, се санираат состојбите. Проблемот на улицата Вера Церивири кај Општинското основно училиште Гоце Делчев по пријава од граѓаните саниран од страна на екипите на водовод и канализација. Па проблема е главната линија што иде тука, кај на вентило пукнала малку и са луѓето дојдеа и колку што гледам дека денеска ќе заврши. Колку време? Ќе се нормализира и водотекот низ чешмите на домовите. Некои делови од градот со помал притисок на вода, но од ИСР велат дека состојбата ќе се нормализира, а сите дефекти ќе бидат поправени. Последниве денови екипите на работната единица водовод и канализација интервенираа за поправки на цевки, вентили и водоводни броила на над 100 случаи. Македонска Каменица и оваа година ќе обезбеди бесплатна настава по англиски јазик и физичко за децата во градинката Бамби. Општината го субвенционира и превозот за децата од руралните средини, за да ја посетуваат градинката и да се адаптираат една година пред да бидат запишани во прво оделение. Општина Македонска Каменица во текот на оваа година на децата од детската градинка Бамби ќе им обезбеди бесплатни часови по англиски јазик, физичко образование и воспитание, а исто така и логопед ќе работи со децата кои имаат потреба, односно проблеми при изговарањето на одредени букви од зборовите. Градоначалникот на Општина Македонска Каменица Дарко Митевски вели дека средства за едукација на најмладите се обезбедени од буџетот на општината. И тоа оваа година ќе ангажираме, значи со полно работно време, еден професор по физичко образование кој што ќе работи со сите дечиња во детската градинка, професор по англиски јазик исто така со полно работно време кој што ќе работи со дечињата од возрастната група, логопедот кој што ни е ангажиран со скратено работно време го дополнуваме до 40 часа кој што ќе работи значи со сите деца кои што имаат специфични потреби, така да сите оние кои што потреби ги имаат дечињата од детската градинка за еден посовремен и поуспешен ран детски развој, ние како Општина Македонска Каменица ствараме услови за тоа да го постигнеме. Наставникот по англиски јазик забележува дека со воведувањето на странскиот јазик во градинката се зголемил и бројот на деца кои ја посетуваат бесплатната настава. Самите родители, откако беше спомнато дека англиски ќе се воведе во предшколските групи и тие самите пројавија интерес значи за нивните деца да го изучуваат англискиот од најрана возраст и сето тоа најде на еден огромен позитивен на една огромна позитивна поддршка од страна на самите родители. Митевски истакна дека како општина го субвенционираат и превозот за децата од руралните средини, за да родителите ги запишат во градинка. Трендовите ги се продолжуваат и во основното образование, каде што исто така го финансираме целодневниот престор на дечињата, целодневна настава.
покрај организираниот превоз кој што го имаме од селските средини, таму за дечињата кои што потекнуваат од социјалните категории на семејства, значи имаме обезбедено бесплатна исхрана или субвенционирање на исхраната во основното училиште. Митевски забележува дека со овие мерки за децата од градинките и училиштата, општината посветува внимание на нивната едукација. Штипјанец оперирал во дуќани во Дојран. Со ортакот причиниле штета над 11.000 денари. Гевгелиската полиција денес му донесе кривична пријава на 21 годишниот штипјанец. Штипјанец оперирал во дуќани во Дојран. Во ортаклак со уште едно лице кое засега е непознато на полицијата. Лани во декември, како што информираат надлежните, користејќи погоден алат, влегувале во продавници и деловни објекти, од каде краделе цигари, таблети, пари, текстилна стока. Надлежните ги товарат за сторени 4 кривични дела, тешки кражби, со што причиниле штета од околу 11.300 денари, зашто денеска гевгелиската полиција и поднесе кривични пријави. Кривична пријава денеска поднесе и Светиниколската полиција против 71 годишниот ВЈ, одговорно лице во ТД ИГМ Џумајлија, друштвото со ограничена одговорност во селото Сарамзалино Лозово, поради постоење основано сомнение за сторено кривично дело, оштетување или повластување на доверители. Според полицијата, пријавениот лани од мај до јули, кога сметката на фирмата била блокирана, вршел исплата на долгови со склучување на договори за цесија кон доверителите, за кои немале извршни решенија за наплата. Пријавениот управител за поборувањето од извршените продажби на производи од залихата и секундарните суровини, собственост на ТД ИГМ Џумајлија, до село Сарамзалино Лозово во вредност од 2.404.233 денари, свесно склучувал и подпишувал договори за цесии и со нив затварал долгови на ИГМ Џумајлија во вредност од 1.869.650 денари. На овој начин пријавениот ги ставил во поповолна положба повеќе правни лица, оштетувајќи ги доверителите, вкупно 97 физички лица и 4 други правни лица, за кои постојат извршни исправи за наплата на долг од ТД ИГМ Џумајлија до село Сарамзалино Лозово во вредност од 51.839.000 денари, информираат од полицијата. Годишниот извештај за работата на Народниот правобранител треба да се изготви најдоцна до 15 март. Најголемиот број на представки се однесуваат на незадоволството на граѓаните од донесените судски и јавно обвинителски одлуки. На почетокот на годината се сумираат резултатите од работата на Народниот правобранител за минатата година. Секоја регионална канцеларија изработува годишен извештај, а истиот се испраќа во седиштето на Народниот правобранител. Извештајот треба да биде готов најдоцна до 15 март. Секоја регионална канцеларија на Народниот правобранител во Штип, кој што се, да напоменам, повторно 6 во Република Македонија, изготвуваат годишен извештај за степенот на унапредување, почитување и заштита на човековите права за работата на регионалната канцеларија на која територија постапуваме. Потоа тие извештаи се испраќаат во седиштето на Народниот правобранител, каде што се изготвува еден сублимат, еден целокупен извештај за работата на Народниот правобранител за 2017 конкретно, кој извештај согласно член 36 од Законот за народен правобранител, кој што гласи јавност на работата на Народниот правобранител, се доставува до Собранието на Република Македонија на седница на која што присуствуваат и членови на владата, се со цел да се запознае Собранието на Република Македонија со работата на институцијата Народен правобранител. Како и секоја година, така и 2016-та најголем број од представките се однесуваат на незадоволството од донесени судски и јавно-обвинителски одлуки и од незадоволството за блокирање на сметки од страна на извршителите. Тука се и представките од радиодифузната такса, во која што спаѓаат незадоволство од донесени одлуки на судски јавно-обвинителски органи, незаконско блокирање од страна на извршителите, намален е бројот на такви представки со оглед на тоа дека преку медиумите постојано известуваме дека Народниот правобранител во судските постапки има многу мала надлежност и тоа само во одолжување на судски постапки, додека
донесени правосилни судски јавно-обвинителски одлуки не може да ги именува нити па да ги укинува, затоа си постојат судски инстанции, јавно-обвинителски инстанции, прва, втора и трета, значи Основен суд, Апелационен суд, Врховен суд на Република Македонија, Основно јавно обвинителство, Висше обвинителство и Републичко јавно обвинителство. Како друга карактеристика е повторно зголемениот број на преставки поднесени за незаконско задолжување со радиодифузната такса. Незаконско задолжување значи наместо еден од семејството се задолжуваат повеќе членови од едно исто семејство. До народниот правобранител има и представки од областа на социјалната заштита, пензиско-инвалидско осигурување, кои најчесто се однесуваат на незадоволство од одложување на постапките во второстепените органи по поднесените жалби на решенија донесени од првостепените органи. До четврток нашето подрачје ќе се задржи под влијание на влажна и релативно студена воздушна маса, што ќе услови времето да биде облачно со повремени врнежи од снег, а само на крајниот југоисток од дожд и снег. Денес ќе има повремен слаб снег, а на југоисток повремен слаб дожд. Кон крајот на денот врнежите ќе се интензивираат. Во следните 2 дена врнежите ќе бидат пообилни, особено од утре попладне до четврток предпладне. Снежната покривка на секаде значително ќе се зголеми, на повеќе места за 20 до 30 сантиметри. Најмногу врнежи ќе има на југот од земјава, каде на места се очекуваат и над 40 сантиметри нов снег. Во четврток околу пладне, почнувајќи од запад, врнежите постепено ќе престануваат. Ракометната селекција на Словенија не приземи на светското првенство во Франција, но денес со победа против Тунис ќе го визира билетот на Македонија за осмина финалните надпревари. Непријатен пораз доживеа македонската ракометна репрезентација во мечот со Словенија. Сепак ова е светско првенство на кој учествуваат најдобрите 24 селекции, па затоа поразот на Македонија не треба трагично да се свати. Составен дел на спортските настани се и поразите, од кои се извлекува поука како да се поврати мотивот и да се продолжи понатаму. Македонија очекуваат уште 2 надпревари против Шпанија и Исланд, во кои сами ќе се решаваат судбината ако претходно затоа не се погрижи повторно Словенија. Имено денес Словенија се среќава со Тунис и во случај на победа, тогаш билетот на македонската репрезентација за осмина финалните надпревари ќе биде веднаш визиран. На последните 5 средби словенците имаат 4 победи и 1 нерешен резултат, а според најавите на селекторот Веселин Вујовиќ, тие сакаат сите да ги победат во Б групата, вклучувајќи и репрезентацијата на Тунис. Оно што разводрува ситуацијата во македонската репрезентација е и податокот дека Кира Лазаров го постигна 1000 гол на официјални надпревари за нашата селекција. Денес на програмата во Б групата се 2 надпревари: Словенија Тунис и Исланд на Ангола, а утре ќе играат Македонија Шпанија. Преодниот рок е официјално започна на 15 јануари, а денес фудбалскиот клуб Регалница своите редови ги засили со 20 нови играчи. Раководството преговара со уште неколку познати фудбалери, меѓу кои со 1 шпиц и 1 штопер. И официјално од 15 јануари стартуваше преодниот рок за фудбалерите, кој ќе трае заклучно со 15 февруари. Раководството на Брегалница по секоја цена сака да ги засили своите редови со познати и признати фудбалери во тешката битка за опстанок, а секако и во успешната завршица во рамките од македонскиот куп. Денес и официјално подпиша за фудбалскиот клуб Брегалница Марко Вучетич, фудбалер од Република Србија со богато работно искуство во својата кариера. Знаете дека претходно играше и во Брегалница, фудбалер заден везен, кој во овие тешки моменти со неговото големо искуство и неговиот професионализам ќе помогне да Брегалница издвои победа во купот и обстане во првата фудбалска лига. Марко Вучетич е познато име и настапуваше за Брегалница со своите игри и со прекрасните голови, остави одличен впечаток кај штипските љубители на фудбалот. Имаше интернационална кариера во Турција и Литванија, а сега доаѓа од српскиот клуб Бежанија. Драго ми е што сум поново
u Štipu i u fudbalskom klubu Bregalnica. Nadam se da ćemo uspjeti da ostvarimo svoje ciljeve naredne polusezone, a to je prvenstveno opstanak u ligi i da probamo da uđemo u finale kupa, a zašto i da ne osvojimo. Kao što je rekao predsjednik, sve mi je poznato, 2 godine sam igrao u ovom klubu, poznajem ovaj grad, za igrače, ljude, tako da neće biti potrebno da se adaptiram, već jednostavno mogu odmah da se uključim normalno kao da sam već tu duže vreme. Во Брегалница се врати и младиот Борис Пандев, кој ќе конкурира за место во првиот тим, а раководството на клубот преговара со уште неколку познати фудбалери, меѓу кои со еден шпиц и со еден штопер. Денес со отигрување на четвртфиналните надпревари, турнирот во мал фудбал Водици 2017 влегува во својата завршница. Утре среда на програмата ќе бидат полуфиналните надпревари, а во четврток попладне ќе се отигра финалниот надпревар. Синоќ ќе се одигра последните 3 надпревари од групната фаза, при што се постигнаа следните резултати. Дани, Вилхил 4:2, СВР Штип, Руски Кафес 3:1 и Општина Штип, Дома Кафе 3:0. Денес ќе се одиграат четвртфиналните надпревари по следниот редослед. Во 17 часот и 30 минути се среќаваат Дани, Черења. Во 18 часот и 15 ќе играат Руски Кафес, Ти-Стайл. Во 19 часот СВР Штип, Виртуози и во 19 часот и 45 минути Општина Штип, Кежовица. Утре среда ќе се одиграат полуфиналните средби, а во четврток после пладне ќе се одигра финалниот меч, пошто ќе се добие екипата која ќе го освои трофејот Водици 2017. Тука ќе се одјавиме од вестите на Ирис телевизија. За повеќе можете да не посетете на Ирис МК или социјалните мрежи. Имајте пријатна вечер.